Добре дојде во студио, всушност имаме скајп разговор со Ден Дончев, поранешен генерален секретар на ВМРО ДПМН и поранешен директор на Македонски телекомуникации. Тој веќе 2 години живее во Австралија и токму заради тоа имаме скајп разговор со него. Добре дојдовте, господине Дончев. Добро ви најдов и благодарам за поканата, Билјана. Господин Дончев, од почеток ајде да одиме со топ темата која ја окупира македонската јавност. Последните информации говорат дека преговорите кои се во тек низ неколку дена запнуваат, всушност камен на сопнување е дефинитивно гласањето на диаспората, моделот на гласањето на диаспората и некои информации говорат дека постојат барања и од опозицијата, па дури и од странците, воопшто диаспората да не гласа. Со оглед на она што се аргументи на опозицијата и на странците е дека нивниот глас не е еднакво валиден според уставните критериуми, се разбира, со оној глас на граѓаните во Македонија. Кој е вашиот став за гласањето на диаспората, господин Дончев? Добро, Билјане, во почеток би кажал дека генерално со гласањето на диаспората, генерално кажано, ми се чини дека власта се обидува да лови во матно. Знаете, ние имаме огромни проблеми се уште со избирачкиот список во самата Република Македонија. Немаме попис направено можеби 10-15 години. Има низа контроверзии и неправилности со кои сме соочени за следните избори, и ако тоа не е доволно предизвик за решавање на тоа што престои пред нас, се створува уште еден проблем со гласањето во диаспората. Знаете, треба да направиме една дистинкција, ми се чини, помеѓу досегашното, јас би рекол, криминално и антиуставно гласање во диаспората, така како што беше во последните два изборни циклуси, и една општествена дискусија, ако можам да кажам, за тоа дали и на кој начин диаспората би требало да гласе во некоја иднина. Прво да зборуваме за гласањето во 2014 година. Конкретно ќе зборувам за Австралија, бидејќи овде ми се многу изузетно јасни околностите и точно што се случуваше, но ми се чини дека тоа што ќе го кажам за Австралија е најверојатно слична или потполно иста ситуација и во Европа и во Америка. Го гледав Груевски пред некој ден на Сител телевизија и залудно се обидува да тврди дека причината зошто опозицијата не сака гласање во диаспората е поради тоа што генерално диаспората во огромно мнозинство го поддржува сегашното ВМРО ДПМН и било разбирливо дека опозицијата не сака да има такво гласање. Прво, да сме јасни точно за какво гласање станува збор. Во 2014 година во Австралија имаше ukupno 1000 гласачи регистрирани со право на глас, од кои 900 гласеа, од кои 95% гласеа за Никола Груевски, односно за ВМРО ДПМН. Ако се има во предвид дека во Австралија, према последниот попис, официјално има преку 120.000 македонци, односно граѓани на Австралија кои потекнуваат од Македонија, тогаш да се тврди дека диаспората огромно мнозинство го поддржува Никола Груевски е небулоза, бидејќи едва 0,5% од таа вкупна бројка на македонци кои живеат во Австралија излегло да гласат. Значи, да се доаѓа до еден пратеник изгласен од Австралија кој во крајна линија има сосема еднакви права и обврски како секој друг пратеник во Собранието на Република Македонија, а е изгласен со само 900 гласа, навистина е небулоза. А да не зборуваме за многу бројни други неправилности кои се случуваа во текот на регистрација. Јас лично знам многу примери на луѓе кои се обидуваа самоиницијативно да се
регистрират во Австралија да гласат, но при тоа беа соочени или со обструкции, или не се најдоа на конечниот избирачки список и покрај тоа што уредно имаа доставено документите. Значи, тоа е првиот проблем. Вториот проблем, конкретно во Австралија, значи, кажав дека официјално живеат 120.000 македонци во Австралија, но таа бројка можеби е приближно 200.000 ако се земат по предвид македонците кои потекнуваат, да речеме, од егејскиот дел на Македонија. Значи, сепак станува збор за огромна маса. И ако сакаме реално гласање на таа диаспора, тогаш државата, кога веќе дозволила има гласање во Австралија, е обврзена да пружи подеднакви услови на секој еден во Австралија кој сака да гласа. Што значи тоа? Тоа значи како прво дека мора да има избирачки места кои се во релативна близина во места кај што живеат самите гласачи. Знаете, во Австралија околу половина од македонците живеат во Мелбурн, половина во Сидни и околу 5 до 10% во други помали градови, меѓу кои 5% во Перт. Сега, единствени две гласачки места на овие избори беа во конзулатот во Мелбурн и амбасадата во Камбера. Значи, македонците во Сидни треба да патуваат 200 км до Камбера и 200 км назад за да гласат. Значи, нормално државата не овозможила Да, господине, да. Добро, и сега, ако имаме сите овие проблеми, сигурно само да завршам, ако имаме сите овие проблеми, тогаш проблемот е преголем со оди на такви паушални решенија како што Груевски ги прави, а тоа не го интересира вистинско гласање за спорот, да го интересира единствено да дојде до тројца или пратеник избран кој ќе представува ВМРО ДПМН. Но предходно најголемиот проблематичен камен на стопнување всушност беше изборот на јавната обвинителка, околу која партиите сепак се сложија. Незиното име е Катица Јанева, имаше прилично критики, но и некои ја го славеа овој избор. Каков е вашиот став? Има најави дека госпоѓата Јанева веќе би почнала во декември да процесуира и односно да ги започне сега истрагите, да процесуира некакви истраги кои се однесуваат на злоупотребите на власта, но сепак најголемите стравувања не само на опозицијата, на критичката јавност, туку и на меѓународната заедница всушност е можната контрола злоупотребите на власта, обструкциите кои би ги правила со оглед на фактичката состојба во земјата. Контролата на власта е буквално на сите нивоа, во сите сфери. Мрежата на воспоставување на контрола е длабоко всадена во сите институции кои ќе бидат надлежни во случајот со Јанева. Се работи за судство, за УЈП, за обвинителство, УБК, медиуми. Како да се надминат овие проблеми? Пред некој ден имав интервју со британскиот амбасадор во Македонија, господинот Чарлс Гарет, тој рече дека смета дека иднината на оваа земја зависи како ќе биде изменаџирана работата на Јанева во контекст на можните обструкции. Да, и потпуно се согласувам со таа изјава на британскиот амбасадор. Но, како прво би кажал, лично до некаде, навистина ја сожалувам јавната обвинителка, специјалната јавна обвинителка, бидејќи не знам дали има ваков пример во светот каде што ново назначен обвинител, специјален јавен обвинител е соочен со толкова количина на потенцијални кривишни дела кои одеднач треба да бидат проверени, одработени и процесуирани. Значи, предизвикот со кој таа е соочена е навистина огромен и од тука апсолутно е неопходно огромен капацитет околу неа визави тимот со кој таа ќе работи, како и ресурсите со кои ќе располага. Зборувам за
буџетот, финансиски ресурси, инфраструктура и така натаму. И затоа, кога ќе слушам овие критики дека буџетот бил мегаломански или таков или онаков, на вистина тоа само можат да го кажат луѓе кои не размислиле за обемот на работа со кој овој тим на Катица Јанева ќе биде соочен. Значи, генерално, моја генерална констатација како прво е дека самиот обем на работа представува можна пречка самата по себе си, бидејќи станува збор на вистина за огромен материјал со кој таа и незиниот тим треба да се соочат. Сега, околу обструкциите од било кои политички субјекти, тоа за некаде, за мене до некаде, можам да кажам, е очекувано. Впрочем, самите обструкции и напади врз специјалната обвинителка говорат можеби за вината на тие која напаѓат пред уште било што да излезе од неизе како обработен материјал. И очигледно станува збор за соочување со законот на овие поединци или интереси која напаѓат, се обидуваат да обструират работата на Јанева и незиниот тим. Но тоа што јас гледам, од тоа што можам да видам, да прочитам, да следам, е дека обвинителката има поддршката на јавноста, на меѓународната заедница и верувам дека ќе покаже капацитет и способност да ги надмине сите обструкции со кои сега е соочена и ќе биде соочена во еднината. Но дали надлежните институции, господине Дончев, имаат способност и капацитет да ги надминат сите притисоци, уцени, па дури и клиентелизмот кој владел низ годините, која станува збор за релацијата власт и надлежни институции, веќе ги наброив? Добро, ова прашање, доколку беше поставено пред проектот Вистината за Македонија, одговорот ќе беше не ли? Бидејќи стана јасно точно до кој степен ова владеачка гарнитура успеа да го узурпира судството и да го узурпира владењето на правото. Меѓутоа, надежта е дека после све што слушнавме, после све што видовме од проектот Вистината за Македонија, верувам дека има честни, правдолюбиви суди, правдолюбиви обвинители, службеници во државниот сектор, кои сепак ќе ги ставаат интересите на државата над било чии интереси, кои сепак ќе се изборат да се врати колку што е можно под вакви абнормални услови кои моментално живееме, сепак да се врати владењето на правото и да се отпочне процесот на нормализирање и на самото судство Република Македонија и на почитување на судските процеси и на владењето на правото. Впрочем, народот тоа го посакува и народот тоа го очекува од специјалниот јавен обвинител и тимот неизин. Има најави која сме кај обвинителката Јанева. Има најави дека наред на незината маса ќе дојде корупцијската афера, кажа во множина, заради тоа станува збор за корупцијски сделки, не само една, на Телеком. Вие бевте директор на Македонски телекомуникации, ако не во тој период кога настанува оваа крупна корупцијска афера, но сепак во јавноста имавте интервју во Фокус и во јавноста излеговте со информации дека сте имале информации околу оваа корупцијска сделка, се работи за според она што може да се прочита во обвинението, односно сведочењето на Богоевски, станува збор за 10 милиони евра
добиени пари на Бучковски, како се нарекуваат албанските пријатели Ахмети и Џафери, и за Сашо Мјалков, братучедот на Никола Груевски, првиот човек на УБК. Од каде ги имате информациите за оваа корупцијска сделка, господине Дончев? Билјана, мислам дека многу од овие информации кои можеби сега излегува на виделина беа видливи, можеби не видливи до овој степен како што сега, но уште 2008 година првите информации почнаа да излегуваат на виделина околу овие сумнителни транзакции што настанале во 2005 и 2006 година околу македонски телекомуникации и грчкиот посредник и подкуп на одредени македонски политичари. Но од каде ги имате информациите за корупцијската сделка? Ги поврзувате информациите преку медиумите, зашто велите дека почела да се отплеткува аферата 2008, за тоа ве прашувам. Лена, вака се, за да дали имате се уште контакти со ВМРО ДПМН иако сте со партијата на Љубе Бушковски? Да дадам одговор на тоа прашање, треба да се вратиме назад во периодот во 2001 година, кога се приватизираше македонски телекомуникации. Кога државата го проведе Телеком на странскиот инвеститор, едно од главните, ако не најглавните прашања, тогаш беше со кој период на загарантиран монопол или монополски период државата ќе го проведе Телеком на стратешкиот инвеститор. Првичната идеја беше дека Телеком ќе се проведе со период од 7 години, па потоа се намали на 5 години, за на крајот Васил Топурковски, тогашен главен преговарач во процесот во договорот за стабилизација и асоциација со Европската унија, прифати, односно ја обврзи Република Македонија за гарантиран монополски период за само 4 години. Значи, ние го продававме Телеком со период од 4 години, што значи монополскиот период требаше да заврши на крајот на 2004 година. На 31 декември 2004 година. Доколку, само да кажам, доколку се продадеше со загарантиран монопол од 7 години, проценките на тогашните консултанти кои ја советуваа владата на Република Македонија беа дека државата може да очекува околу 90 милиона евра поголем приход, односно прилив при самата сума што би ја добила за продажбата на 51%. Но, како и да е, таа одлука падна дека ќе има само монопол од 4 години и Никола Груевски беше тој што го подпиша купопражниот договор и он беше изузетно свесен дека или му беше јасно дека Телеком се продава со гарантиран монопол од 4 години. Значи, првите индиции дека работите не се како што треба беше фактот што новиот закон за телекомуникации кој требаше да биде донесен уште 2004 година, фактично се одложи. Значи, од 1 јануари 2005 ние требаше да имаме флексибилен закон за телекомуникации кој овозможува лесен и едноставен влез на било кој сака да биде телекомуникацијски оператор од било кој калибер, дали мобилен оператор, дали за отворање на пазарот. На отворање пазарот. Меѓутоа тоа подразбираше неколку клучни елементи. Знаете, кога зборуваме за либерализација, многу често сега се зборува како третиот мобилен оператор да е единствено нешто што значи либерализација на телекомуникацијскиот пазар. Впрочем, кога слушав Никола Груевски и тој се во една прилика пред 2-3 недели спомна дека он бил за либерализација, бидејќи неговата влада го воведала третиот мобилен оператор во Македонија. Од кога точно власт. Меѓутоа, де факто ние имавме конкуренција во мобилната дејност уште 2003 година. Уште 2003 година имаше втор мобилен оператор. Значи, либерализацијата не стануваше збор за либерализацијата во мобилната дејност, стануваше збор за фиксната дејност, за интернет и сите тие други кабелски телевизии и дејности кои денеска фактично се реалност во Република Македонија, но требаше да бидат така уште 2005 година. Но, за да стане
да бидеше тоа реалност тогаш, имаше неколку клучни предуслови. Прво, новиот закон за телекомуникации. Второ, сега ова може би малце техничка работа, но мораше да има договор за интерконекција. Знаете, македонски телекомуникации како доминантен оператор на македонскиот пазар за телекомуникации, мораше да дава подеднаквов пристап до својата мрежа по цена на чинење на сите други оператори да можат да се приклучуват до мрежата на Телеком. Значи, тоа е така наречениот договор за интерконекција, што возможува двајца, тројца, четворица разни оператори меѓусебно да си праќаат сообраќај и да добиват сообраќај по цена што нема да е антиконкурентска за новите оператори. Таков договор за интерконекција немаше. Трето, многу клучен елемент за либерализација е така наречениот процес на преносливост на бројот. Знаете, ако вие имате број 070-100-100 и тој ви е на T-Mobile и сакате да го пренесете на втор, трет или четврт мобилен оператор, или исто може да важи за вашиот фиксен број, многу е важно да имате можност тој број да биде пренослив од еден оператор до друг и тоа да се случува на многу брз и ефикасен начин. Но сите тие работи не се случија. Тоа беше индикација за мене уште 2005 година дека нешто не е како што треба. Една од истрагите, добро? Сите тие работи излегува, значи и сега цела работа се одмоти, значи уште 2008 година почна да излегуваат на виделина сумнителните транзакции, плаќање на огромни суми од македонски телекомуникации до Кипар, и да не забораваме дека Американската комисија за хартија од вредност уште 2009-10 година го започна процесот против тројцата поранешни директори во МАТАВ за подкуп на одредени македонски политичари. Значи беше јасно уште тогаш дека ако некој дал некој по дефиниција примил. Прашањето беше зошто државните институции, македонското обвинителство не превзема никаква активност уште 2009-2010 година. Значи не е спорно дека станува збор спрема сведочењето на Богоевски за мито платено спрема Бучковски, Ахмети и Џафери. Меѓутоа прашањето е зошто Никола Груевски, на кој требаше или му беше изузетно јасно дека МАТАВ де факто доби 7 години монопол, иако требаше да биде само 4, зошто се толку премолчи и зошто, кога веќе имаше сознанија дека станува збор за мито со цел да се продолжи монополската позиција на Телеком, да. Никакви сознанија и никакви активности и покрај тоа што самата Американска комисија за хартија од вредност веќе презеде действија против оние што го платиле мито. Одговорот на тоа прашање се дава во самото сведочење на Богоевски, кој го посочува и Сашо Мјалков како еден од лицата кој малце подосна исто така влегува во таа шема и прашањето е дали со таа исплата спрема Мјалков де факто македонското јавно обвинителство го ставува овој предмет во фиока, да речеме, народно кажано. Господине Дончев, последната информација, односно истражувањето кое го објави Нова се однесува на нов серијал на информации кои се однесуваат, се разбира, на Маđar Телеком за подкупот на македонските политичари. Обвинителот на САД, последната информација која дојде дека веќе го покренал обвинението според сведочењето на Богоевски, но се работи за обвинението на Елек Штрау, Андраш Балок, Томаш Морвај, дека кон крајот на 2004 се вклучиле во шема на подкупување македонски политичари, но македонските политичари пак воопшто против нив не е покренато никакво обвинение. МАТАВ, кој директно купи 51% од акциите во македонски телекомуникации, која компанија самата е во собственост на Deutsche Telekom, инаку е една од најтранспарентните, најуспешните телекомуникации компании во Европа, ако не и во светот. Но сепак МАТАВ
беше котирана на Њујоршка, односно се уште е котирана на Њујоршката берза. Како компанија која е котирана на Њујоршка берза е обврзена да ги почитува одредени правила и законски прописи на Соединените американски држави. Почитува тие закони, вклучувајќи и има еден закон со кој експлицитно е забрането или се казнува подкуп од било која компанија која е котирана на берзата. Значи, американската судови имат юрисдикција исклучиво врз МАТАВ, иако Штрауп и овие двајца други лица не се граѓани на Америка, но сепак како ако ги прекршат американските закони. Да, ги прекршуваат и бидејќи се како раководни лица на компанија која е котирана на берзата, де факто се под юрисдикција на Американската комисија за харти од вредност и затоа таа комисија има право да превземе обвинителен акт против овие тројца лица, меѓутоа за наша несреќа сепак нема юрисдикција да превземе било какво действие против оние лица кои примале мито, бидејќи сепак нема никаков директен линк или обврска овие лица кои примале мито да нема ништо што ги поврзува нивното дејствување со овој закон. Значи таа обврска паѓа на македонските институции, но кога работата веќе е до тој степен завршена од Американската комисија за харти од вредност, прашањето е зошто практично до ден денешен не е превземена никаква јасна иницијатива, никаков предмет кој е во согласност со знанието кои ги има Американската комисија за харти од вредност. Инаку станува збор за комисија која е надлежна да го наблюдува работењето на Њујоршка берза каде што котираат компании од секаде во светот, каде што се вкупниот дневен промет на тргување на акции е 170 милиарди долари секој ден. Значи може да замислиме за каква комисија станува збор, за каков капацитет и тие кога веќе зеделе сведочењето на Богоевски како веродостојно, сигурно имат повеќе сознанија од самото сведочење на Богоевски и затоа јас лично немам никаков сомнеш дека сведочењето на Богоевски е веродостојно, односно дека тој ја кажува вистината за сето тоа што тој го знаел и го видел, бидејќи впрочем и самата комисија за харти од вредност на Америка сигурно има и дополнителни докази со кои се докажуваат тврдењата на Богоевски. Американскиот суд го смета за релевантен и кредибилен извор, односно сведок Богоевски, но дали верувате дека тука во Македонија ќе започне истрага не само за овие актери кои ги споменавме, Бучковски, Џафери, Муса Џафери, Али Ахмети, Мијалков, но и за премиерот Груевски, за кој има сознанија дека бил информиран целосно за начинот на кој функционирала оваа коруптивна сделка? Значи, одговорен до прашање дека нема голема надеж дека јавното обвинителство, односно Зврлевски или било кој друг ќе превземе нешто суштинско. Но говориме за бидејќи има повеќе од доволно време тоа да го направат и повеќе од јасни докази доколку сакаат тоа да го направат. Меѓутоа, како што видовме од проектот Вистина за Македонија, такво нешто многу тешко да се верува дека говориме за специјалната обвинителка Катица Јанова. Тоа е надеж, тоа е единствената надеж дека токму специјалната јавна обвинителка ќе превземе овој случај и ќе се направи едно објективно истражување со цел да се дојде до вистината. Доказите постојат, прашањето е дали има сила и волја политичка, се разбира, и волја на обвинителката. Бејќи овој случај посебно удира врз самиот врв на владата.
Господин Дончев, не е само ова афера, корупцијската афера околу монополот, продолжување на монополската позиција на Македонски Телеком. Заради тоа што голема бура во јавноста предизвика фактот на самиот чин на прислушкување и инволвираноста на Македонски телекомуникации, односно како директен посредник во самото прислушкување. Започната е истрага, внатрешна истрага и во Deutsche Telekom и во Маđар Телеком, но досега нема резултати. Билјана, мојот личен став за ова прашање е дека е погрешно да се бара вината за скандалот околу прислушкувањето во Македонски телекомуникации или во било кој друг телекомуникацијски оператор во Република Македонија. Зошто кога е тоа незаконски акт? Знаете, следење на комуникациите е стандардна пракса во секоја земја во светот. Но тоа мора да биде направено на начин со кој се обезбедува дека државните интереси се заштитени и дека приватноста на граѓаните исто така се заштити. Значи, тоа генерално значи дека се следат тие комуникации каде што е добиено судски налог. Значи, тоа не е спорно во било која држава, ниту треба да биде спорно прашање во Република Македонија. Тоа што е проблемот кај нас е дека при самото приклучување, значи во моментот кога органите на Министерството за внатрешни работи добиват физички пристап, да речам, до мрежите на било кој оператор во Македонија, самиот оператор, дали тоа е Македонски телекомуникации, Т-Мобиле или било кој оператор, нема никаков увид точно кој се прислушкува, кога се прислушкува и колку се прислушкува. Значи, сето тоа е процес кој врз кој целосна контрола ги имат органите кои се задолжени да ја следат таа комуникација. Затоа, јас лично мислам дека е погрешно да се баде вината за тоа во операторите во овој случај, но прашањето е зошто е дојдено до волкава злоупотреба на нешто што би требало по закон да се случува само во тие случаи што има судски налог. И очигледно од вистина за Македонија тоа не да е прекршено по небулозни мерки. Според ова што го кажувате, господине Дончев, излегува дека секоја власт може да има мандат без никакви ограничувања да бара било што од приватни компании, во случајов да бара од некоја компанија за телекомуникации, да биде спроведувано прислушкување и таа компанија воопшто да не побара некаков налог, заради тоа што законот вели че се разбереме, компанијата ниту да спроведуваат прислушкувања, но со одреден налог, барем таков бил претходно законот. Значи, повторно ќе кажам, ниту е должност, ниту право на компанијата да има увид во тоа што МВР или државните агенции го прават. Единствена обврска на операторот е да даде пристап до својата мрежа, а начинот на кој тоа се користи е прашање на законот во таа држава и прашање врз парламентарната контрола, врз овие агенции, непостоечката парламентарна контрола. И судската контрола, значи исклучително кај нас овој проблем настана поради тоа што нито собранието, нито судот, нито било кој имаше било каква контрола или увид врз тоа што овие државни агенции го прават. Да. И тука настана проблемот. Значи, повторно ќе кажам, не е спорно дека во одредени инстанции државните агенции и тоа како би требало да имат право да следат одредени комуникации во случај на сомнеж за убиство, во случај во тежок криминал, во случај на сомнеж за тероризам. Господине Дончев, станува збор... Тоа мора да се прави со судски налог. И судски налог... Не би требало да дојде во ваква небулоза како што дојде. Судски налог, ве молам, судски налог за 20.000 луѓе граѓани кои биле прислушкувани според она што го објавуваше Заев, секако дека немало телекомуникација, едноставно немало 20.000 судски налози.
Тоа сте во право, меѓутоа Да. повторно кажам, тоа е проблем на мегаломанството, Па и на тие Телеком, што и на праве Телеком. тоа тој излегле целосно надвор од колосек, целосно надвор од било каква контрола. Но и Телеком немале контрола врз тоа. Па знаете биле, вика власта корумпира и апсолутна власт корумпира апсолутно. Да. Во овој случај овие лица имале апсолутна власт без никаква контрола и нормално тотално излегле од колосот. И проблемот, затоа кажав, не е до операторот, проблемот е дека ние како држава немавме никакви контролни механизми, тоа што во Запад се вика checks and balances. Да. Една тело да контролира друго, да има увид што се прави. И тука е проблемот. Ајде околу вашата инволвираност 2014 пред вонредните парламентарни избори, значи 2014 изби аферата Македонска банка, во кога лидерот на СДСМ Заев објави снимки од телефонски разговори во кои Груевски, како лидер на опозицијската ВМРО-ДПМН, договара продажба на банката, на Македонска банка, со контроверзниот српски бизнисмен Јовица Стефановиќ Нини и исплата на 1,5 милиони евра во кеш, и од снимките се слуша и вашиот глас како посредник во оваа сделка, гласот на Ден Дончев. Кажете ми, господин Дончев, подоцна вашето и покрај барањето на лидерот на СДСМ Заев да бидете сведок во овој судски спор, вие бевте исклучен. Што беше образложението на одбраната на Никола Груевски? Никола Додовски изјави дека единствениот статус на тоа лице, се мисли на вас, е дека сограѓанинот, неговиот сограѓанин Заев, бил некаков партиски функционер. Практично тој стана ваш соселанец Заев, мислам на Заев, а во тој период вие сте всушност генерален секретар на ВМРО-ДПМН и имате прилично информации, практично сте дел од таа сделка. Добро, ова раководство на сегашното ВМРО-ДПМН стана мајстори во обидот формата секојаш да ја стават пред суштината, односно далеко поголема значајност од содржината. Знаете, не е битно. Било од ова што Добро. Бевте ли расположен да сведочите? Тоа би информациите дека во секое време сте достапен за судските органи. Дали повторно би биле достапен? До ден денес повторен процесот? Значи кога прво да кажам дека ако нешто покажа случајот Македонска банка, тоа е степенот до кој судските процеси или одредени судии можат да бидат контролирани од страна на војачката гарнитура. Вие, господин Дончев, вие го договаравте кешот за Никола Груевски? Добро, пред да дојдеме до ова прашање, значи прво да кажам дека до ден денес мене не ми е јасно каде фактично е клеветата и врз кој основа беше осуден господинот Заев да исплати 50.000 евра оштета, бидејќи апсолутно не е станува јасно, не е јасно со што фактично или каде е направена клевета. Меѓутоа, како што видовме од сознанијата или тоа што се обелодени преку вистината на Македонија, за жал контролата врз судските процеси од страна на оваа влада ги надмина и моите најцрни и најпесимистични очекувања, така што можеби ништо не треба да изненадува. Меѓутоа, кога станува збор за Македонска банка, мислам дека треба сме прво да ставиме цела работа во една рамка, а тоа е следно. Прво, не е спорно дека во моментот на продажба банката беше во легална собственост на 6 приватни фирми акционери. Начинот и како тие фирми дошле до таа собственост е сосема друго прашање, можеби бара посебна истрага, но не е спорно дека при моментот на продажба на Македонска банка на Јовица Стефановиќ Нини, тие 6 фирми акционери беа легални
собственици признаени од страна на Народна банка како собственици. Тоа е првиот момент. Вториот момент, начинот на кој Никола Груевски дошол до де факто индиректна контрола врз овие 6 фирми е исто така прашање кој сметам дека тој самиот треба да го одговори. Но, ако имајќи ова во предвид, сепак самиот чин на продажба беше одобрен од Народна банка и немаше ништо спорно во сето тоа. Спорниот момент со Македонска банка е компонентата, односно сумата која требало да биде исплатено во готово и повторно само од аспект дали е избегнат данок на таа сума или не. Бидејќи не е спорно дека овие 6 фирми биле собственици. Ако ја продале банката, односно 57% на српскиот бизнисмен за 2,5 милиона евра преку жиролни транзакции, моите сознанија се дека ќе било регистрирано, жиролно регистрирано добивка на продажбата од 1,5 милиона евра, што значи дека на државата би требало да следи плаќање на данок на добивка од околу 250 до 300.000 евра. Говорите за кој Кој пари? е единствениот проблем? Значи, единствениот проблем со Македонска банка е дали е избегнато данок. Говорите за тие 1,1 милиони евра во кеш кои требале да бидат дадени на Груевски? Да, токму, значи сакам да кажам дека единствен проблем со тоа е дали со тоа е избегнато плаќање данок кон државата или не, бидејќи лично не гледам дека имаше ништо друго спорно со продажбата, бидејќи акционерите беа признаени акционери од страна на Народна банка на Република Македонија. Значи, прашањето е дали државата де факто, дали врз државата е извршена даночна евазија од 250 до 300.000 евра. Тоа е единствениот проблем со начинот кој беше продан на Македонска банка. Не е спорен фактот што на Груевски му биле исплатени 1,5 милиони евра во кеш? Повторно ќе кажам, и да беа исплатени жирално, тогаш државата ќе добиеше 300.000 евра данок и после остатокот останува на располагање за собствениците. Значи, мислам дека прашањето не е, проблемот не е толку дали било кеш, не кеш, прашањето кој е суштината од тоа, а суштината е дека најверојатно е избегнато плаќање данок кон државата. Тоа е проблемот. Добро. Кога сме веќе кај премиерот Груевски, последното интервју кој можевме да го следиме на Сител, тој најави, не само најави драстично намалување на вработеноста, туку и даде информација дека таа е намалена, 26,8% каже дека е невработеноста, дека станува збор за рекордно ниска невработеност, но од друга страна пак голем број на индекси, истражувања, документи од меѓународни, релевантни меѓународни организации и институции укажуваат сепак дека постои огромен број на невработеност, но и ужасно голема сиромаштија. 1/3 од населението во Македонија е сиромашно, што всушност ја става на дното во Европа, за разлика од изјавите на премиерот Груевски, на Ставровски, дека сме втора земја, трета земја според економски раст во Европа. Билјане, за се одговори ова прашање на начин на кој можеме да сватиме што конкретно се случува во македонската економија во последните 8 години владење Никола Груевски, треба да се стави во контекст на севкупните макроекономски перформанси во овој период. Знаете, бројките генерално не лажат и еве јас ќе се повикам на бројките на статистиката од Народна банка на Република Македонија. Пред да дојдеме на прашањето кон невработеноста, прво треба да имаме во предвид дека во последните 8 години просечната стапка на реалниот раст на БДП, значи во периодот 2007 до 2014 години во кој Никола Груевски е на власт, просечната стапка на раст на БДП е само 2,1%. Тоа е факт. Точно е дека
2014 година постигнавме раст од 3,8 години со кои Ставревски и Груевски се фалат, но тоа е една година од 8. Ако земеме сите 8 години, просечната стапка на раст е само 2,1%. Во споредба, периодот 2003 до 2006 година, просечната стапка на раст изнесуваше 4,2%. Значи, во овие 8 години, стапката на раст кога Груевски е на власт е речиси двојно по-ниска годишниот просек споредено со периодот просечниот годишен раст од период 2003 до 2006 година. Што значи со просечна стапка на раст од 2,1% не е возможно да се дојде до реално намалување на невработеноста, онака како што Груевски се обидува да представи во јавноста. Единствено зголемена стапка на реален економски раст може да придонесе кон намалување или драстично намалување на невработеноста. Тоа го немаме. Самите бројки на Банка на Република Македонија покажуваат дека ние немаме таков раст во овој 8 годишен период. Меѓутоа, факт е дека статистички гледано стапката невработеност е намалена од 36,7 до 27% моментално. Значи, тоа е факт. Меѓутоа, Билјана, невработеноста не е намалена од реални вработувања, туку за жал од иселување. Најверојатно преку 250-300 илјади македонци се иселени во последните 10-15 години нашата држава. Знаете, само во овие последните 2-3 години кога живеам во Австралија, немате представа на колку број на брачни пари се иселени овде во последните 5, 10, 15 години. Тоа е застрашувачка бројка и представува еден вид екзодус на младите сили, тие што треба да бидат двигатели на македонското општество, движечка сила на македонската економија, фактично се иселуваат во странство. И токму затоа излегува оваа статистична аномалија, каде што имаме многу ниска стапка на раст од 2,1% просек во последните 8 години, а истовремено невработеноста се намалува. Невработеноста не се намалува поради реални нови вработувања, се намалува поради тоа што масата на луѓе кои бараат работа или веќе не влегуваат во таа бројка, или голем број на луѓе кои претходно работеле во Македонија, па се иселија, па отвориле ново работно место, па некои ги замениле и така бројката на невработеност се намалува. Меѓутоа, вистинскиот податок, вистинската историја овде е дека ние сме сочени со екзодус на 250-300 луѓе кои се иселија во последните 10-15 години, а Никола Груевски залудно се фали дека неговата економска политика довело до историско најниска стапка на вработеност од независното на Македонија, што патем речено не е точно, бидејќи 2002-2003 година стапката на вработеност во Македонија беше пониска од тоа што е денеска. Дали верувате, господине Дончев, дека Никола Груевски ќе оди на избори? Деновиве го гледаме како спроведува засилена кампања, во смисол не се разбира изборна, но цели на тоа да биде прикажана како успех на некоја идна изборна кампања. Можеме да го видиме зголемувањето на пензиите и ред други ветувања. Постојат различни опции, односно ставови од страна на критичарите и аналитичарите во Македонија дека Груевски можно е многу лесно да остане, може би не да функционира на изборните листи, но да остане и да ги спроведува овие ветувања и оваа кампања, како и неговите најважни луѓе, Ставревски, Јанкуловска, Јанакиевски, Мијалков и други. Знаете, пред да го одговорам конкретно на
политичкиот дел од прашањето спомнавте околу зголемување на пензиите. Да. Знаете, тоа се случува, меѓутоа еден интересен податок. Во повторно да направиме една споредба периодот 2003 до 2006 година, тој е 4 годишен период, просечната годишна стапка на инфлација изнесуваше само 1,2%. Значи цените како целина во тие 4 години просечно се зголемуваа за 1,2% секоја година. Во периодот 2007 до 2015 просечната стапка на инфлација изнесува 2,5%. Повторно, овие се бројки од Народна банка на Македонија. Значи, во овој 8 годишен период, да, има одредени зголемување на платите и пензиите, но стапката на инфлација е двојно поголем во овој 8 годишен период владење на Груевски, отколку што беше во периодот 2003 до 2004 година. И мислам дека граѓаните тоа го чувствуват, се свесни дека куповната моќ на нивните примања, дали тоа е пензија или плата, е далеко помала од тоа што беше пред 10 години. Зборуваат власта, знаете, се фали со одредени успеси на полето на инвестиции или на зголемување на одредени бенефиции, плати или пензии, така натаму, меѓутоа многу малце се зборува за фактот што вкупниот девизен долг на Република Македонија е зголемен за 4 милиарди евра од кога Груевски дојде на власт. Ако изнесуваше 2,5 милиарди во крајот на 2006 година, денеска изнесува 6,5 милиарди евра. Во истиот период, на крајот на 2006 година, вкупните државни девизни резерви, значи, што припаѓа на сите граѓани, на крајот на 2006 година изнесуваше 1,5 евра, денеска изнесува само 2,1 милиарда евра. Значи, девизните резерви се зголемени само со 700 милиона евра во овој 8 годишен период, додека девизниот, севкупниот девизен долг, надворешен долг на Република Македонија е зголемен за 4 милиарди евра. Ова е, знаете, како што видовме и со Грција, Грција сигурно не пропадна преку ноќ. Сигурно имало гласови на разум уште пред 10 години кои се предупредувале дека патот по кој државата е тргната ќе води кон проблеми, кон потенцијален банкрот. Исто така и со Македонија. Знаете, долгот на една држава не е важен додека не стане единствено нешто што е важно. И мислам дека таа точка, таа критична точка на преливање, ние сме многу близко да ја постигнеме тоа. Пејки веќе изнесува вкупниот долг изнесува 75% од бруто домашниот производ на Република. Сакате да кажете дека граѓаните ќе станат свесни за сите овие злоупотреби и катастрофална економска ситуација и дека изборите на изборите ВМРО ДПМН нема никакви големи шанси, особено на чело со Груевски. Спомнавте за некои економски перформанси. Меѓутоа, околу тоа што го поставите прашање околу дали Груевски ќе настапува, дали ќе предводи ВМРО ДПМН, како. Знаете, по све што видовме, по све што слушнавме од проектот Вистината на Македонија, јас на вистина не знам што повеќе треба да се случи за некој да превземе одговорност во една држава. Знаете, моментално живеам во земја, во Австралија, када пред еден месец лидерот на либералната партија, владеачката партија и актуелен премиер на државата, господинот Тони Абот, беше сменет лидерската позиција на партијата, а воедно и премиерската функција од тоа што би дошло нешто слично како Централниот комитет на ВМРО ДПМН, единствено поради тоа што мнозинството во тој Централен комитет сметаше дека лидерот и премиерот не ја води партијата и државата во вистински правец, односно ја води во погрешен правец. Никола Груевски, по све тоа што видовме, по све тоа што слушнавме, оддамна требаше да биде сменет од лидерската и премиерската функција. Ако постоеше барем
минимален демократски капацитет во структурите на сегашната ВМРО-ДПМНЕ. Знаете како поранешен генерален секретар на таа партија, како човек кој беше шеф на изборниот штаб во 1998 година, кога со радост се боривме да извојуваме прва демократска промена во независна Република Македонија. Жалам, навистина жалам за кадри како Владко Ѓорчев, Антонио Милошевски, Маријан Цветковски, денешен генерален директор на МТВ, Игор Гиевски, висок функционер на партијата во ЕВН, како еден куп други млади кадри од тој период во 1998 година, кои тогаш беа полни со верба во демократија, во слобода на говор, во дебата, во евроатлантската иднина на Македонија. И сите тие луѓе кои ги гледам денеска како станаа дел од овој автократски, да речам, диктаторски режим, овие се луѓето кои требаше да ја донесат Македонија на следното ниво на демократскиот развој во нашата држава, наместо тоа ја вратија назад Македонија можеби во најлошите денови од комунизмот. И тоа е навистина за жалење дека токму ВМРО-ДПМНЕ или сегашната ВМРО-ДПМНЕ ги врати демократските вредности на државата назад во едно темно и мрачно време. Така што ништо не ме изненадило од аспект на како и што, кој одлука ќе донесе Никола Груевски и начинот на кој ќе се одвива политиката на ВМРО-ДПМНЕ за следните избори, но мојата надеж и јас сум убеден и верувам во happy end, односно заминување или отпуштување на оваа власт, што ќе даде можност за нов почеток, за воведување повторно на демократскиот поредок во нашата држава, за владење на правото, за дебата, за слобода на говор, слобода на медиумите и сите тие вредности кои сите ние треба да стремаме и сме должни да придонесеме да сите тие вредности се вратат во нашата држава. Добро, јас ви благодарам што бевте гостин, господин Дончев. Благодарам и на вас.